Грејењето на дрва се уште е поисплатливо, сметаат струмичани. И годинава најголем број домаќинства во овој регион грејната сезона ќе ја минат ложејки печки на дрва. Според струмичани, електричната енергија, но и гасот не одговараат на нивниот стандард. На што се грееме? На дрва. Исплатливо ли е? Ми не би било лошо. Ви са нисмо у куќе, например. Живеали сме у зграда, да кажеме, може на струја подруго е. Ама у куќе малку поладно е и затоа... Ние сме на дрва и така, на струја скапа. У куќе живееме и така. На што се греем, на струја? Исплатливо ли е? За мене, за двојте човеци, исплатливо. Во шумското стопанство Беласица велат дека има доволно огревно дрво и засега побарувачката е во рамките на нивните можности за испорака. Граѓаните досега речиси целосно уплатените дрва што ги има во подружницата се подигнати и испорачани. За испорака имаме уште 200 метра кубни бука и 300 метра дап, што тоа за нас значи многу малце и тие се уплатени сега во последниот месец септември. Значи, ова година производството беше исто така како и претходната година, не можам да кажам да е нешто повеќе или помалку, бидејќи ние работиме согласно плановите, посебните планови и не можеме повеќе да стопанисваме отколку што ни дозволуваат плановите. Просечно семејство користи од 3 до 10 метри кубни дрва за грејење во текот на една сезона. И покрај настојувањата да се заменат печките на дрва со други извори на затоплување, граѓаните тешко се одлучуваат на таков чекор. Струмица изминативе години е на врвот по загаденост на амбиенталниот воздух во текот на зимскиот период. Една од причините за високата загаденост, според надлежните, е токму од грејењето на домаќинствата.